Мерка притвор во траење од 30 дена доби Златко Арсовски поради недоаѓање на главната расправа за случајот во кој е обвинет за лажно сведочење. Информацијата денеска ја потврди портпаролката на Основниот суд Велес Габриела Гајдова, според која судот го прифатил барањето на јавниот обвинител на денешната расправа, на која Арсовски повторно не се појавил. Во расправите не се појавувал иако било побарано и негово присилно донесување. Денес беше закажана главна расправа по предметот во кој што како обвинет се јавува Златко Арсовски. Истиот не се јави на главната расправа, па од страна на јавниот обвинител беше даден предлог да биде изречена мерка притвор заради судење спрема истиот. Судот го прифати предлогот и спрема Златко Арсовски определена мерка притвор заради судење во траење од 30 дена од денот на неговото лишување од слобода. Арсовски досега се појавил само на една расправа, која била одложена затоа што бранителот не бил уредно поканет на истата. 4 пати бил направен обид за негово присилно доведување, но во еден наврат бил добиен одговор дека е на болничко лекување, а во останатите не бил пронајден во домот. Денеска во судот се појавил 2 часа пред расправата, но откако дознал дека подранил, заминал и веќе не се вратил во судската зграда. Денеска, видно од списите на предметот, во 9:05 часот Златко Арсовски се појавил во Основен суд Велес. Од страна на судијата кој постапува по предметот, командирот на судската полиција бил известен дека по предметот е закажана главна расправа во 11 часот, па му било пренесено на обвинетиот дека треба тогаш да се јави на главна расправа. Видно од записникот, кога веќе требало да се почне со главната расправа, командирот го известил судијата дека Златко заминал и кажал дека нема да дојде на судење. Според Гајдова, направено и вештачење за негова психофизичка состојба, а резултатите од истото покажале дека тој е во можност да го следи судскиот процес.